Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, трета недела разговараме на предлог на владата на Република Македонија, на предлог на предлагачот, односно премиерот Димитар Ковачевски. Еве сега на четвртата точка, именување на заменици министри. Го почекав премиерот да дојде во салата, затоа што сакам него да му се обратам. Очигледно неговите пратеници, кои што имаат двојни аршини за многу работи, така се однесуваат и за ова, затоа што истите овие пратеници пред само 13 месеци пишуваа постови дека ја избрале Европската влада, дека Европскиот фронт и пат победил, дека ова се пратениците кои што во наредниот период ќе ги направат реформите кои што ги ветуваа на граѓаните, реформите кои што ги ветуваше владата и програмата на Зоран Заев, реформите кои што граѓаните уште ги чекаат, ама истите овие пратеници кои што имаат двојни аршини за сите работи, па и за ова, не знаеа да напишат деновиве пост да се извинат на своите гласачи, на граѓаните од каде што доаѓаат, за разрешувањето на Башким Хасани, Абдулшукур Обедини, Лузим Алију и да кажат дека луѓево како беа назначени, така се и сменети, луѓево бидејќи не можеа да изработат ништо од министрите поставени од овие дволични пратеници кои што имаат двојни аршини за сите работи, па така и за ова да подискутираат, да си го кажат своето мислење. Меѓутоа пратениците од власта имаат една обврска, да си ги завршат приватните работи кои што имаат, а кои што гледаме во меѓувреме се исполнуваат редовно и без застој од она што успеваме да разбереме, а она што значи прогрес и напредок на државата, она што значи европски пат, ветување пред граѓаните, ќе почека некоја идна влада која што она што ќе го вети пред граѓаните, тоа и ќе го реализира, она што ќе го вети, ќе излезе со отчет и ќе каже докаде се сите работи за кои што ветила пред граѓаните, ќе даде отчет во кој што ќе има и финансиски план, и датуми за реализација, меѓутоа и она што навистина е ветено да се реализира. Нема да видите билборди во кои што не повикуваат дека да го изгласаме уште само ова и веќе ние сме во Европа со бесплатно здравство. Нема да видите билборди на кои што ќе кажат да го видиме уште ова и ќе имаме 1300 километри автопати, а секаде и сите кои што патуваат знаат во каква очајна состојба ни е државата. Денеска треба да зборуваме за господинот Тиронија Јага, заменик на Министерството за одбрана, Викторија Аврамовска Мадич, господја Вјолца Бериша, господин Агим Нухију. Искрено да ви кажам, за првиот предлог за заменик министер кој што раководи со Министерството за одбрана, од сивито гледам дека има некоја активност во Министерството за одбрана и не би сакал да го коментирам нешто посебно, не би сакал сите во глобала да ги коментирам, посебно затоа што треба навистина да им оставиме на луѓево период за да седнат, да сватат дека и тие самите од она што го очекувале нема ни 20% да се реализира, затоа што во оваа влада функционира друг систем, а тоа е колку ќе ти даде дуи да се размркнеш во Министерството, толку и ќе имаш можност да работиш. Тоа на своја кожа го осетија пратениците од Беса кои што први дадоа поддршка и дори влегоа на исти листи со Социјалдемократскиот сојуз. Не им веруваа колегите од Алтернатива и тие дадоа поддршка на оваа работа. Влегоа во влада исто со колегите од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Еве сега и третава албанска партија, така наречените најголема опозициона партија во албанскиот блок, повторно не убедува дека иако се во власта ќе делувале опозиционо и ќе сакале да реализираат дел од нивните програмски активности, затоа што граѓаните тоа го очекувале,
ама очигледно не направиле муавет со колеги од претходниве две партии кои што беа во власта, кои што навистина во одредени моменти кажуваат дека колку дуи ќе ти даде да се размамнеш во албанскиот блок, толку и ќе можеш да реализираш. За жал, другите не успеаат да ги реализираат, затоа што сите веќе кога излегуваат од влада кажуваат дека им останале ветувањата и договорите кои што и писмено ги подпишуваат за одредени места, а кои што не биле реализирани. И бидејќи се уште го немам стенограмот на премиерот, пред мене ќе зборувам вака од ова што успеав да запишам и да слушнам, а не е ништо различно од тоа што го зборуваше премиерот изминативе денови. Премиерот се заблагодари на доминантното мнозинство и кое што ќе гради европерспективите на државата и има можност да расте, а бројката, колеги пратеници, од вчера до денес од 64 порасна на 62. Довербата во оваа влада и во она што го слушаат пратениците од власта, бидејќи ниеден нема храброст да стане и да продискутира и да каже зашто ќе даде подршка, од вчера до денес порасна од 64 на 62. Довербата во овие пратеници кои што немаат храброст да застанат на оваа говорница, да одбранат некого јавно, да продискутираат и да кажат зашто даваат подршка, продолжува да расте од 64 на 62. И да, почитувана јавност, нема да имате можност да ги видите тука на говорница, ама оркестрирано од таму од место, сите ќе префрлаат, сите ќе дофрлаат, за жал, по погрешно време и на погрешно место. Имаме опозиција која што точно знае што дискутира, имаме опозиција која останува на своите ставови и имаме опозиција која она што го има кажано за оваа нереформска, антимакедонска, тендерашка влада, го задржува ставот и продолжува да дискутира за истото. Овие пратеници од власта зборуваа за правда, биле борци за правда, има маршови до пред некоја година дека нема правда, нема мир. Има изјави дека доколку нема правда, ништо не сме направиле и пазете, истите овие борци за правда го дадоа Министерството за правда. Единствениот министер кој што не доаѓаше на некој директен начин од нивното министерство, односно доаѓаше од фелата, човек кој што можеше да помогне, барем имаше желба да помогне, беше излицитиран, истргуван и немојте да мислите дека случајно изјавата која што ја даде, дека ова е пазар 3 влада, е некоја невнимателно избрани на изрази. На вистина, сега да не бидам адвокат на професорот, меѓутоа на вистина, после сите случувања кои што се случува, очигледно тоа е тоа. Имаме премиерот кој што повторно не убедува дека нема да тргува со имиња, нема да тргува со политички интереси, а сето ова што ни се случува е ништо повеќе од тргување со интереси и политички функции. Зошто го велам ова? Затоа што еве, гледаме дека заменик министерот, предлогот за заменик министер Викторија Аврамовска-Мадич, која што не убедува дека во судски совет била примена како професионалец, а доаѓа како службеник од место во општина Скопје, која што беше на Социјалдемократскиот сојуз, сега ја предлагаат како нивно персонално социјалдемократско решение за заменик министер за правда. Во одредени моменти луѓето се професионалци, државни службеници, за жал и судскиот совет, место за кое што зборувавме, максимално испартизирано, меѓутоа тоа веќе се јавни тајни и не ги криеме. Господјата Вјолца Бериша, за која што не убедува дека е професионалец, има искуство во политиката, самата за себе напишала дека има политичко искуство, секретар на Алијанса, член на председателство, советник на Советот во општина Тетово од 2009 и 2017 година. Јутоа, колеги, филозофија, дипломски студии на книжевност со земјоделие нема доперна точка. Имав еден професор на факултет кој што информатичар кој што стално ја употребуваше реченицата шта разуме кукурос од информатику и математику, за жал тоа кај нас
дојде да биде реалност. Немам ништо против госпојава, меѓутоа резултатите многу брзо ќе ги видиме. Посебно кога ќе треба да дојде и да брани некои конкретни закони од делот на земјоделството, а ќе треба да се обрати. Ќе треба на прашање на пратеник кој што доаѓа од таа фела да даде и одговор што е тоа што го брани. Затоа толку ќе ја коментирам и госпојава. Господинот Агим Нухију не би го коментирал затоа што човекот е министер за све, во дури човекот доверба, меѓутоа сметам дека и досега можеше како колега од влада да помогне на министерот за образование, а ова што сега треба да биде и негов заменик, е дополнителен хендикеп на министерството. Не зборувам за делот на полиција, одбрана, правда, секаде каде што бил човекот, меѓутоа хендикепот кој што ќе биде во оваа влада, во ова министерство барем, е веќе видлив и многу. Европска правда, европско поведение, европска иднина, голема подршка на пратениците од 64 на 62, а ние гледаме сосема други работи. Испитувањата на јавните мислења, екипата околу Ковачевски и тој самиот, 61% од населението кажува дека не ја зборува вистината кога вели дека демократија во Македонија има. Демократија во Македонија нема. Тоа е за 20% и повеќе од како Ковачевски седна на премиерското столче. Евете ме во кој правец се движиме. Дали има демократија во државата? Ковачевски и пратениците од власта, кои што од место дофрлаат, велат дека има, граѓаните од минатата година до оваа за 20% и тоа 61% велат дека државава демократија нема. 53% од граѓаните велат дека државата оди во тотално погрешна насока. Тоа веќе почнувате да го сваќате и од 64 пратеници мнозинство дојдовте до 62 и тоа ми е мило. Тоа е една добра работа која што се случува, затоа и така се движите. Мизерни 5% веруваат во господинот Ковачевски и во она што тој го прави. Драстичен пат за довербата во Европската Унија, зашто искрено ми е жал, од 61 на 41. Повторно 20%, ама сега сме надолу од како оваа влада дошла во поддршката за она што го зборувате редовно. Што значи, еве мал совет, не го злоупотребувајте тоа. Луѓето имаат вистинска надеж во тоа што го зборуваат. Свака вие кога го кажувате, спротивно е тоа. 29% од граѓаните мислат и се убедени дека никогаш нема да влеземе во Европската Унија. Оваа бројка беше помала. Од како вие дојдовте на власт и од како почнавте ова да омантрате, се појавува ова. Така да проевропската перспектива на оваа влада, проевропскиот Ковачевски не водат во погрешна насока. Оваа влада нема да даде правда, нема да даде ни надеж во сето оно што го зборувам. Затоа што институциите кои што ги водите, граѓаните ги освениле со бедни 3%, 5%, за судство, за обвинителство, за председател на држава и слично. Реформи. Со оваа влада, колеги пратеници, да заборавиме. Доаѓа период само за преживување на владата, затоа што граѓаните гледате дека кога социјалдемократскиот сојуз е на власт, разговараме дури и дали ќе има леп, цената на левот и друго, затоа периодот кој што следува е само за преживување на владата, за чувување на фотелите, отварање на уште некоја фирма за лично богатење на поединци, поделба на тендери и на бизнис интереси сфери, бизнис сфери за богатење на поединци блиски до власта. Одговорност, перспективност, надеж од оваа влада, колеги пратеници, нема да слушнете. И затоа поддршката која што ја добивате и во оваа сала за разрешувањето на заменици министри, а и во она што ќе следува во наредниот период, ќе оди надолу. Колку побрзо сте свесни за тоа и колку побрзо ги отстапите институциите на луѓе кои што знаат да ги водат, луѓе кои што се кадарни, напред ќе ни оди државата, благодарни во тој момент ќе ви бидат граѓаните. Ви благодарам. Реплика Даниела Колева.